Почитуван председателе, почитувани пратеници, согласно член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за влада и врз основа на предлогот од Социјалдемократскиот сојуз, кој што го добив за кандидати за министри, за министер за внатрешни работи го предлагам господинот Оливер Спасовски, а за министер за труд и социјална политика господја Росина Ременска. Почитувани пратеници, со оглед на тоа што за еден релативно кус временски период втор пат се формира влада за спроведување на изборите, во ова пригода сакам да кажам дека моите очекувања и главен фокус и ангажман на владата ќе биде она што го кажав и при формирањето на првиот пат и за жал после двата неуспешни обиди да се организираат избори во Македонија. Очекувам главен приоритет и главен фокус на владата да биде организирањето на фер и демократски избори, кои што никој нема да може да го оспори нивниот кредибилитет и дека на еден начин ќе представуваат крај на политичката криза која што Република Македонија ја држи во агонија скоро 2 години. Тука сметам дека треба да покажеме сите ние како членови на владата лидерство во насока на помагање на сите институции кои што се надлежни за спроведување на изборите, првенствено мислам на Државната изборна комисија и на другите владини тела или собраниски или невладини организации кои што на еден начин ќе бидат инволвирани во изборниот процес, сметајќи дека крајно време е Република Македонија да ги организира овие избори, да ја вратиме власта на народот и преку една фер и демократска атмосфера да се избере новата влада. Се разбира, овој период не треба да заборавиме и на реализација на програмата на владата, на проектите кои што се од животно значење на нашите граѓани, бидејќи верувам дека ќе се согласите и во овие 100 дена државата мора да функционира и во овие 100 дена мора да работиме на главниот приоритет, а тоа е намалување на невработеноста, отварање на нови работни места и во овие 100 дена треба да ги одржуваме комуникациите со потенцијалните инвеститори, како впрочем и до сега тоа што го правевме и слободно можам да ви информирам дека во многу краток период ќе имаме убави нови вести и на оваа поле. И во овие 100 дена треба да работиме на субвенциите во земјоделието, на инвестициите во патната инфраструктура, на нова опрема во здравството, на сето она што значи подобрување на стандардот и перспективата на Република Македонија. Во тој контекст, не помалку важно прашање и започнатиот процес на реформи кои што се согласно препораките од нашите меѓународни партнери, кои што се започнати, еден дел е реализиран, меѓутоа еден поголем преостанатиот дел доправа треба да го одработиме, бидејќи тоа е главен приоритет за Република Македонија, за нашето членство во Европската унија и НАТО, кој што се клучен и најважен приоритет на сите политички партии. Со оглед на тоа што владата за спроведување на избори и формално од аспект на надлежности и суштински од аспект на персонален состав представува еден прилично комплексен орган, јас очекувам од сите членови на владата, без разлика на нивната политичка припадност, висока посветеност кон овие приоритети, висок државотворен капацитет кај сите поединци, бидејќи фактички работењето на оваа влада ќе биде и во период на предизборна и изборна кампања, во ситуација на една силна политичка поларизираност, која што сметам дека не треба да се пренесе и во работењето на владата. Апсолутно сите министри, дополнителни заменици министри и останатата структура на владата треба да работи совесно и одговорно, бидејќи ова влада ги поставува параметрите и за идните влади за спроведување на избори, како треба да се функционира, бидејќи согласно измените на Законот за влада, ваква ситуација ќе имаме во пресрет на сите парламентарни избори кои што следуваат. Очекувам од министрите и замениците министри
и дополнителните заменици министри во секојдневното работење да имаат коректна соработка, наместо она што имаше како слика од претходното работење, да имаме повеќе конфликти, поднесување на кривични пријави еден на друг. Овој период мислам дека е попаметно да се искористи, да се направи максимум во ресорот кој што го водат, се со цел да дојдеме до одржување на изборите, да се одржат изборите и да имаме формирање на една политичка влада која што Република Македонија повторно ќе врати во еден нормален колосек кој што ќе значи враќање на главните приоритети, а тоа е економија, меѓународни интеграции, развој во сите области на општеството и така натаму. Сметам дека политичката криза во Република Македонија е пред самиот крај. Убеден сум дека организирањето на изборите и формирање на нова политичка влада ќе значи и нова перспектива за граѓаните на Република Македонија. Во тој контекст ја барам вашата поддршка за избор на двајцата кандидати кои што се предложени за министри во владата на Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам ја. Господин Сугарески Горан има збор. Повелете. Благодарам. Почитувани граѓани, денес пред пратениците во Собранието на Република Македонија имаме избор на министри и дополнителни заменици министри во владата на Република Македонија, која што треба да бидат учесници во организирањето на фер и демократски избори на 11 декември. Овие предлози, кои што ги дава опозицијата, се наш влог во обезбедување на слободни и фер и демократски избори. Далеку од умот е некој да мисли дека влегувањето на нашите министри и дополнителни заменици министри е делење на власт со ВМРО ДПМН. Бидејќи владење во Република Македонија во изминатиот период немаше, имаше чиста диктатура. Овие промени кои што се случуваат во моментот се нужни, бидејќи на 11 декември Република Македонија, граѓаните на Република Македонија треба да учествуваат и да гласаат за својата иднина, без да им се заканува некој, без да бидат под притисок на некој, без да бидат уценувани од некој. На тој начин, преку истакнување на таа вистинска волја, после 11 декември во Република Македонија ќе биде избрана вистински, демократска и легитимна власт. Морам да се вратам на оној период на предизвикување на кризата, бидејќи последните 2 години Република Македонија е под опсада на една влошена криза, ситуација во која што во изминатиот период и сами се најдуваме. Ескалирањето на таа криза како највисок чин беше прислушкувањето кој што и се случи на Република Македонија, каде што огромен број на граѓани можеа да увидат што значи наместени избори, што значи контролирано медиумско известување, нарачани судски пресуди, политички реваншизам, одмазди. Меѓутоа, оно што опозицијата изминатите години пред објавувањето на бомбите го зборуваше, бомбите само како сомнеш тоа го потврдија. Меѓутоа и тоа е недоволно. Ова парламентарно мнозинство заедно со опозицијата пред точно година дена, од прилика година дена, во ова собрание изгласа специјално јавно обвинителство. Специјално јавно обвинителство кое што сите сомнежи кои што се дадени во бомбите треба да ги испита и врз база на тоа нормално да повлече или да потегне одредени обвиненија према сите оние лица кои што се зафатени во тие бомби. Можеби правдата, бидејќи ВМРО ДПМН најчесто тоа го прави, е успорена, меѓутоа таа мора на крајот да биде и задоволена. Ако во изминативе 10 години во Република Македонија немавме ваков самобендисен премиер како што беше Никола Груевски, кој што по секоја цена сака да остане устоличен и вечен премиер, сигурно немаше да се случи она што вчера се случи, да вие гласате овде, предлагате и гласате министер за еден ден, па и таков циркузант како што овде донесовте во ова собрание. Собранието, доколку тоа го немаше, во изминатиот период, слободно можеше, согласно своите уставни законски овластувања, да го си го работи својот дел на работата. Изминатите неколку месеци, датумот на избори беше пролонгиран. Пред се, заради тоа што не беа обезбедени темелните услови за организирање на фер и демократски избори. Ние во оваа сала, пратениците зборувам,
сме воделе голем број на дебати. Тоа може ли да го видат граѓаните на Република Македонија и да направат разлика што е гол популизам, а што е предлагање на реални решенија. Но граѓаните се сведоци на ова што се случува надвор од законодавниот дом. Јавноста е сведок дека секој постигнат договор со ВМРО ДПМН значеше од наредниот ден од контрадоговор од ВМРО ДПМН. На очиглед на целата домашна и меѓународна јавност, ВМРО ДПМН се декларираше дека за избори веднаш, а веќе од наредниот ден правеше истите тие избори да ги пролонгира. Сакам одавде да испратам неколку пораки, кои што бидејќи денес е ден таков, кај што се бира преод на влада, односно учество на министрите на опозицијата во владата на Република Македонија. Ставот на СДСМ е многу јасен. Парламентарни избори мора да има. Прво, тие мора да бидат предвремени заради зачувување на државата и нејзиниот спас од одбран мал круг од фамилијата на власт. Второ, изборите мора да бидат фер и демократски, за да може граѓаните по своја волја и убедување да одлучат. Трето, изборите мора да бидат слободни, за да победи потребата на граѓаните да живеат во слободна Република Македонија. Амбицијата на овие предлози, кои што ги дава СДСМ и опозицијата генерално, и на министрите и на дополнителните заменици министри, не е да учествуваат и да делат власт, меѓутоа не е и да учествуваат во влада во која што ќе бидат сериозно загрозени човековите права на граѓаните. Амбицијата на овие министри и на оние дополнителни заменици министри не е да учествуваат во тендерски коалиции. Тоа не е намерата. Намерата е да учествуваат во организирање, во спроведување во овие 100 дена на избори, кои што после 11 декември не само од домашната, туку и од меѓународната зајавност ќе бидат апсолутно признати. Значи, затоа мислам дека Спасовски, Ременски, Наумов, Николовски и Кирацовски ќе направат се да во овие 100 дена максимално се исполнат сите услови во Република Македонија, сите оние минимум предвидени услови, заедно со Државната изборна комисија, заедно со Агенцијата за медиумски услуги, кои што треба да бидат главни спроведувачи на тие избори. Јас сум свесен дека овој пат кој што треба да се изводи е многу тежок и макотрпен. И ние во СДСМ само го знаеме тоа, дека во овие 100 дена повторно ќе има нечесни скријани намери. Меѓутоа, заради учеството на нашите министри и за дополнителни заменици министри во владата на Република Македонија, тие честни намери што ги имаат, се што ќе биде нечесно, како онаш, например, вчера што го направивте тука, се ќе биде разоткриено. Јас тврдам дека на 11 декември Република Македонија ќе се одржат избори и на тие избори ќе победи Македонија. Не Груевски, ќе победи Македонија. Благодарам. Благодарам. Господин Ѓорче Владимир има реплика. Повелете. Благодарам. Почитувам председателя на Собранието, почитувам председателя на владата, почитувани колеги и пратеници, господин Сугаревски. Од ваша уста во Божи уши, дај да видиме конечно избори во Македонија. 2 години го спречувате македонецот да гласа. 2 години со раци и со нозе се борите, се тепате, правите байпаси да ги спречите граѓаните на Македонија да раководат и да одлучуваат за македонската држава. Значи, ако вас ве прави среќен дека ако некој му забранил на македонецот да гласа, тогаш ние не сме среќни за тоа. Ние не се чувствуваме убаво кога овој законодавен дом на македонската држава ќе се распушти, па после тоа повторно треба да се собере. Тоа никаде се нема случајно. Ако тоа вас ве радува, граѓаните на Македонија не ги радува кога со месеци и со години им се забранува да одлучуваат за собствената држава. Уште неколку работи. Господин Сугаревски, вие за месец и пол, СДСМ, генералниот секретар на СДСМ, ќе имате проблем огромен во партијата. Зошто? Затоа што на 55 општински организации на СДСМ ќе им треба да им кажете дека нема место на листите за нив, дека нема доветни места, дека ќе треба 3-4 места на СДП, 3-4 места на ЛДП, дека ќе треба прво 2 места на шарена револуција, па 5 места што вика Шекеринска на шарена револуција, па на Мухамед Закири место, па на друг, па на трети, така натаму, и за општинските организации на СДСМ,
кои што ви ја тераат целата работа, независни или непартиски, ке треба да им кажете дека имаат дали 7, дали 9 добитни места. Што после тоа ќе треба да им кажете пред Конгресот на СДСМ дека имате голем успех и дека имате 3, 4 или 5 градоначалници во Македонија на следните избори. Тоа е проблемот на СДСМ, што идниот министер за внатрешни работи нема да знае кој пожар да го гаси во кој град, во која општинска организација, која ќе имате незадоволство од листите кои што ќе треба да ги составите. Што не можете цело раководство на партија на минативи избори да ги ставите на листа. Цело раководство, председател, заменик председател, подпредседател и така натаму избега од листите. Тоа е проблемот на СДСМ. И знаете ли што? Со цела оваа дурма што ја направивте на Македонија, со целиот овој преврат, со целата оваа штета, ефектот ќе биде следен. Повеќе ќе го мотивирате народот на Македонија масовно да излезе, да се одбрани и заштити државата и во 9:30-10 сат, кога ќе дојдат резултатите, кога ќе почнете да плачете, да се жалите, повеќе да се радуваме што сме тепале 200 и кусур илјади разлика. Тоа ќе биде резултатот на 11 декември. Ете, тоа е вашата политика, која што ќе биде поразена, а да, Македонија ќе победи. Ќе победи Македонија. На 11 декември Македонија се праси. Благодарам. Господин Сугаревски Горан има контрреплика. Поле. Господине Ѓорчев, 10 години го крадете гласот на македонскиот народ. 10 години! Еве во ваш пил сега. Господине Ѓорчев, 10 години го крадете гласот на македонскиот народ. Тоа ве боли. Вие договаравте избори, од наредниот ден се правевте. Пораката вчера, јас на господинот Димитриев му ја кажав, бирате срам голем за вас, за 15 часа министер овде. Девалвирате, циркузант носите во ова собрание. Циркузант донесовте во собрание за вечерта да подпиши решение за Чавков. Чавков кој што ги нема, уште кучињата и мачињата удомено во Мавара. За кој непотизам вие тоа не изборувате? Се е удомено од фамилијата. Господине Ѓорчев, ич да не се секирате за листите на СДСМ. Ич, воопшто. Воопшто да не се секирате. Вие гледате за вашите листи. Тоа да гледате. Затоа што масовно ви бегаат и коалициони партнери, тоа е проблемот ваш. Масовно ви бегаат, господине Ѓорчев. Знаете што е проблемот? Знаете што е проблемот? Вие го знаете резултатот на 11 декември. Тоа е, господине Ѓорчев, проблемот. Вие дебакл ќе доживеете, господине Ѓорчев. Господин Муковски Крсто има реплика. Повелен. Благодарам, председателе, почитувам премиер, почитувани колеги пратеници, медиум и македонска јавност. Еве денес во Законодавниот дом повторно по втор пат бираме влада за спроведување на изборите. И сето тоа го правиме заради стравот, заради фрустрациите и заради паниката на социјалдемократскиот сојуз да излезе на мегдан и да се соочи со сопствениот народ. Заради паниката да излезе на избори и еднаш за секогаш да замине во политичката историја. И денес повторно слушаме кованици од еден предходен политички систем, слобода и демократија, замислете. Слобода и демократија. Денес не е никаков проблем ниту избирачкиот список, денес ги нема оние 500.000, 300.000, 100.000 фантоми, денес не е проблем контролата на медиумите, денес не е проблем ниту работењето на она неспособно специјално јавно обвинителство, во кое што ги сместивте вашите кадри од шарената револуција. Денес е проблемот вашиот страв да се соочите со народот. И ако мене лично ме прашате, јас искрено се сомневам дека на 11 декември вие ќе излезете на мегдан, дека вие ќе излезете на избори, вие повторно ќе се обидете да избегате од тие избори. Но искрено верувам во мојот собствен народ, во граѓаните на Република на Македонија. Нив до тука преку глава им е од се во ова што го правите во изминатите 2 години. Ја уназадите Република Македонија за цели 10 години наназад. И овој народ, и овие граѓани нема да ви дозволат повторно да избегате од избори на 11 декември. Вие мора да излезете на 11 декември на избори. И вашиот аболициран лидер мора да свати дека доста е
и дека дојде времето да замине онаму каде што му е местото, дека во социјалдемократскиот систем мора да има реформи, дека мора да дојдат луѓе што сакаат и знаат да работат, не луѓе што се користат со памфлети и со флоскули слобода и демократија. Доста е! И тоа ќе го видите на 11 декември. Ќе загубите посилно 2014 година. И тогаш ќе се чудите што ве снашло. И тогаш нема да знаете кој пат да го фатите, драги колеги. Знаете ли зошто? Заради тоа што вие не сакате да работите. Заради тоа што вие ништо не им нудите на македонските граѓани. Заради тоа што ја рушите државата во изминатите 2 години по сите основи. Доста е! На 11 декември ве очекува најсериозниот пораз што досега што доживеале во историјата. Благодарам. Благодарам. Господин Сугаревски Горан има контрреплика. Повелете. Господине Муковски, нервозава знам од каде е. Мавара не нема. Мавара ВМРО сте учени вие, тоа е проблемот. Затоа е нервозата ваква. Да, господине Муковски, одиме на 11 декември да го казниме се тоа ваше работење. Со крадење, кое што е направено со прислушкување. Мала група, фамилијата, 5-6 луѓе. Тоа ќе биде казнето, господине Муковски. Повеќе од сигурен да видите. На 11 декември казнето. Нема бегање од тоа. За слобода на 11 декември ние одиме на избори. Тоа повеќе од сигурно. Ама нема да биде дозволено во овие 100 дена некој да се занимава како што тоа го правевте во текот на вчерашниот ден до раните утрински часови. Онај циркузант Оливер Антонов да подпишува решение до Сабајле заедно со Чавков. Тоа нема да помине повеќе. Таа работа не поминува. Тоа е лага. Лага. Декласирани вие ќе завршите на избори. Господин Байрам Амди има реплика. Повелете. Почитувани председателе, почитуван премиер, почитувани колеги пратеници, време е после 6 месеца на говорница да искочам и да им ја кажам истината. 6 месеци слушав циркузи разни и само простудирав. Сега време е да ви кажам Социјалдемократски сојуз што и денеска, што сакате и што барате вие денеска техничка влада и министри овдека во Собранието на Република Македонија во владата, пак да ги вратите министрите. Па кој ве избрка? Што си ги дадовте оставките? Кој ги избрка министрите? Сами дадов оставка, а сега плачете пак да плечете. Кај го има тоа? Шалио сам се. Сега те сакам, сега не те сакам, жено. Нема тоа, брак е брак, се знае тоа. Кај го има тоа? Тоа го нема нигде. Ова го има само у Македонија, у овој парламент, у ова држава. Најдовте па зајдовте. Многу ви заклютевме. Ви пуштаме. Многу ви пуштивме ова власт, на ова опозиција. Многу ви дадовме, многу да располагате у државата. Многу пакос, многу золуми да направите. Шареливо да упропастуете. Све што да правите ова држава, никого не ве пипнавте, не ве пипнавте со еден прст. Ве пустите да се брукате меѓу народот и да си го покажете вашето достојанство. Вие нема да добиете, бидете сигурни. Амди Байрам што кажал, тоа станало. Сетите се све што сум кажал, тоа искочило на Мегдан. И ова ќе биде, како едно време, кога збореше Митко Врапчето Врапчињата, ќе зборат, дојде и вашето време сега. Значи, на избори, бидите сигурни, народот знае, овој народ гледа колку сте допринеле, колку вие кога сте воделе власта што сте направиле. Уршум сте направиле, све живо диво. Нема, се знае што сте направиле, тие ги нема нигде сега ново. Кој? Со Сорос, со педофили, со разни луѓе што штрајкуете, што правите? Не е уредно тоа. Кој е? Со 1500 души, со 50 евра што им давате дневници, 1000 денара, што ги исплакате кај што по кафаните, кај што се збирате таму, држава да рушите. Македонија упропастите, бе, знаете ли што направите, бе? Господ ќе ве казни за ова, бе.
Господ е голем, ќе ве казни на 11 октомври, дупло нема да имате ни 20 пратеника. Тоа да знаете. А јас ќе гласам, јавно кажувам, против овие министри. Не гласам, не им давам подршка. Зашто? Никој не ги избрка од ова влада. Благодарам. Господин Сугаревски, Горан има контрреплика. Повелете. Значи многу вкусно. Народот знае дека овој пат во шутка нема мртви да гласаат. Благодарам. Господе Топузова, Каревска, Роза има збор. Повелете. Повелете, господин Јаров. Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван премиер. Имав голема дилема дали да говорам овој пат за изборот на влада, со оглед на тоа дека говорев за премиерата, која што за жал се претвори во водвил, или да појаснам, ефтина театарска представа. Се надевам дека репризата, која што сега ја имаме, ќе биде посериозна и нема да заврши со среќен крај само за подписниците, 4 подписници на договорот, туку со подобар крај за иднината на Македонија и за нивните граѓани. Почитувани колеги, би сакала да почнам од договорот. Може би најмногу и поради тоа се обраќам од оваа говорница и да кажам дека според членот 7 од нашиот се уште важечки устав, кој многу пати во ова собрание, особено во овој состав, беше деградиран, понижуван и газен, стои во него, член 7, дека на целата територија на Република Македонија и во нејзините меѓународни односи службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Друг јазик, што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, исто така е службен јазик и неговото писмо, како што е определено со овој член. Овде се подразбира на албанскиот јазик. Почитувани колеги, јас никаде не успеав да го видам договорот подпишан на барем еден од службените јазици на Македонија. Договорот е подпишан на англиски јазик. 4 лидери, големите поглавици, својот подпис го ставиле на договор кој што не е во согласност со нашиот устав. Дали граѓаните на Република Македонија имаат право да знаат што содржи овој договор? Имаат. Тие не мора сите да го познаваат англискиот јазик, но еден од мајчините јазици, македонскиот, се разбира за македонската заедница, и албанскиот за албанската сигурно го знаат. Почитувани колеги, никогаш повеќе не бил кршен и понижен уставот на Република Македонија, а со тоа и суверенитетот на нашата земја. Толку околу договорот. Морам да го спомнам зашто врз основа на него е избрана, ќе ја бираме оваа влада. Понатаму, околу содржината на договорот, ве молам, сите услови за фер и демократски избори биле исполнети. Не, почитувани граѓани, да не се лажеме, ниту еден услов не е исполнет. Ниту еден.
нито од оние што требаше да се исполнат, нито за да имаме фер и демократски избори, нито од оние што ги бараше опозицијата. На 19.6.2014 година лидерот на опозицијата, господинот Зоран Заев, излезе со 5 барања, и тоа техничка влада, дека ова не е техничка влада, веќе говорив и образложив што значи техничка влада, влада на експерти и луѓе кои што знаат како треба да се справат со кризата, одвојување на партијата од државата, па никогаш попартизирана држава не сме имале, ве молам, регулација на медиумата и правична застапеност на опозицијата во јавниот сервис. Директорското место го сметавте за правична застапеност на опозицијата? Штета. Медиумите не само што не се регулирани, туку се едно ак-хок тело се деградирани. Нема слобода на медиумите се уште во Република Македонија, се уште има само цензура кај новинарите. Почитувани колеги, овај услов не е исполнен, далеко од тоа да се исполни. До прецизирање во изборачкото законодавство и јасно прецизирање на избирачкиот список. Имам неколку интервјуа од господинот Зоран Заев, каде што кажува колку бројки треба да се променат за да имаме целосно регулиран избирачки список. И последно беше пописот. Пописот не е ни спомнат. И ако кон тоа ги додадеме како услови она што Прибе ни го понуди да го исполниме, тогаш ќе видиме дека ништо или нула услови не се исполнети. И да се враќам там кај избирачкиот список. Избирачкиот список на ден по изборите беше соопштено дека 200.000 гласа се украдени од опозицијата, изманипулирани 200.000 гласови во корист на ВМРО ДПМНЕ. Потоа, при понатамошниот тек на настаните, се спомнува, значи имам едно интервју, јас се извинувам што не можам многу точни податоци да изнесам, затоа што и така е самото интервју. Дали се 71.937 кои што немаат документи, па потоа се 71.973 овие истите на кои што апсолутно мора да им се направи теренска проверка па да излезе опозицијата на гласање, па потоа се 52 или 53.000 со звездичка, па за да излезат 107.000, па потоа нови на нив 40.000 кои не треба да бидат на избирачкиот список, и понатаму имаме вкупно 232.715 гласачи кои се фантоми да се проверат, па некаде повеќе, значи ова се од изјави ги читам на господинот Заев, некаде повеќе од 260.000 гласачи кои што имаат право на гласа живеат надвор од државата. За на крај, еве, да не продолжам, ниту јавноста, ниту вие се надевам ме разбравте, но на крај да бидам појасна, вика дека овај список има и 1.812.000 гласачи, а во Македонија не живеат повеќе од 1.500.000 гласачи, со што и јас се согласувам. Но, почитувани колеги, ако ја погледаме на вистината, избирачкиот список според опозицијата ќе се прочисти со бришење на некаде од 29.500 и не знам колку гласачи, од кои што не повеќе од 5.000 македонски гласачи. Па за тоа е прочистен избирачки список, па за тоа се исполнети сите услови. Јас сум од оние кои што не верувам дека на 11 декември ќе имаме фер и демократски избори, затоа што ниту еден од овие услови кои што ги бараше опозицијата според мене не е исполнет. А зошто е подпишано ова, тоа најдобро си го знаат 4 лидери
Ние собранието за жал не можеме да го знаеме, не можат да го знаат ниту граѓаните кои што ги представуваме, затоа што работите се одвиваат тајно во тесен круг, дури овој договор го најдовме од медиумите, до пратениците не е ни доставен да видиме што подпишале лидерите. Но мене уште повеќе ме чуди како вие, почитувани колеги од парламентарниве партии кои што имаат подпис, не побаравте, кои што лидери го подпишаа, не побаравте да знаете што е подпишано или вашите пратеници да знаат. Поголема деградација на уставот, на институциите, на системот на собранието од сега никогаш немало во Македонија. Се надевам дека после 11 декември сликата ќе се промени во интерес на граѓаните и во интерес на Република Македонија. Благодарам.